Добредојавте во уште едно издание на емисијата Сергеј Реинвентив. Што ќе гледаме денеска во индустријата за убавина? Што ќе видиме во светска мода? Што ќе видиме во модни катастрофи? Што ќе видиме плакарот на кека и на кој прашање ќе одговарам? Останете со мене. Добредојавте во делот индустријата за убавина. Денеска ќе зборуваме за нега и третирање на коса. На ваше барање, заради тоа што сметате дека делот за коса некако го запоставувам, не го запоставувам, ќе ви објаснам и денеска, меѓутоа делот за коса е исто така еден комплициран дел на кој што треба да му обрнеме соодветно внимание. Сега, што имам да ви препорачам јас за денеска? Повеќето имате проблем со сува коса, оштетена коса, третирана коса, фарбана коса. Имате и поскапи и поевтини производи, всушност како и од се. Имам одличен драгстор производ. Тоа е маска за коса. Маска за коса на Garnier Papaya Hair Food. По искуство на тие што ја имаат користено, доби високи препораки за истата. Како што можам да видам, има фантастичен мирис. Ја пробав на неколку клиентки, делува исклучително. Можете да ја користите буквално на секое миење на вашата коса. После шампонирањето, нормално нанесувате од истата маска. Ја прави многу убава, мазна, здрава, свиленкаста, спремна за третирање понатака. Моја препорака е, како некој што се бави со оваа работа повеќе од 30 години, кога ќе налетате на добар драгстор производ, да си направите дома еден спа третман на вашата коса. Што тоа подразбира? Како у суштина на фризер ви прават, или би требало да ви прават, третман со маска. Не е маската секогаш само да се намачка како балзам и да се одмие. Маската се нанесува на убаво измиена коса. Се распоредува. Тие што имаат масен корен, нека не ја ставаат на коренот, тие што имаат нормална и сува коса, убаво нека намачкаат косата од темето до врвовите со маската. Ќе ја замотате во штипка. Ќе ставите капа за туширање од озгора. Во меѓувреме не е лошо на вашиот радиатор да имате еден пешкир кој ќе се стопли или ќе биде загреан, доколку го правите во зимно време. Доколку го правите во летно време, пешкирот загрејте го со фен. Врелиот пешкир ќе го ставите врз капата за туширање, нормално каде што е затворена вашата коса со оваа маска. Целото време траење треба да ви е некаде околу 20 минути. Не морате да оставате подолго. Во случај кога косата е загрејана, тука маската работи подлабински. Тука добивате домашен третман за коса. Што тоа подразбира? Топлината ја активира маската и ги ослободува состојките да работат многу подобро отколку да ја нанесете и одма да ја измиете. Ќе ја видите разликата и самите доколку го пробате истото. Одлична маска, пробајте ја, мислам дека нема да погрешите. Од кога ќе исплакнете, ова е чудесно. Го имаме на Revlon Unique One. Ова, драги гледачи, е магичен производ по искуството на сите што го користат и дома и што го користат по салони. Ја смирува косата, безживотната коса ја прави да биде многу посјајна, ситните влакненца што сите ве иритираат ги спојува во едно, не мрси, дава еден многу здрав и убав изглед, штити од топлина, кога се фенирате, пеглате, дрпате, правите локни, некои како на кукли, правите некои сарми, некои глупости. Ова ја штити вашата коса и дава на дополнување на третманот што претходно сте го направиле. Моја топла препорака да го пробате овој производ, да го проверите заради тоа што во 99% случаите се луѓето престрекни и презадоволни и косата после првото нанесување им изгледа скроз различно како да е третирана на фризер. Сега, имаме еден драгстор производ, имаме Revlon semi-professional, односно полупрофесионален производ, кој што може да го и на фризер и дома. Сега, имаме поскапа варијанта за третирање на коса. Ги имаме магичните капки на Kerastase. Поскап производ,
меѓутоа со исклучително битна функција. Ова се нанесува од кога ќе ја вашата коса веќе чиста, измиена со шампон, исплакната со маска, може да ги нанесете овие капки на врвовите. И на мокро можете да ги нанесете и на суво. Сега, ова штити од топлина дури до 230 степени. Да не заборавите, топлината е најголемиот непријател на тие што се фенираат по дома или на фризер, така да ви треба соодветна заштита. Ова е за неуспокоени коси. Ова е за коси што се пржлосани. Ова е исклучително за оштетени коси, заради тоа што безживотната коса ја третира и ја доведува на ниво на да има убав сјај и да изгледа здраво. Народно кажано, ова се силиконски, во наводници кажувам, силиконски капки. Овие капки можете да ги користите ако сакате и ако имате средства, меѓутоа јас ги најдов во пакет со ова чудо. Ова е сериозна инвестиција во вашата коса и во самите вас. То е ова. Ова е серум за коса кој делува во текот на ноќта. Треба да гледате, ова се става навечер. Буквално е магично, делува исклучително добро после првото нанесување, а поготово ако се третирате третмански со истиот производ. Се користи малку, неколку испомпувања, 2 до 4, ги мачкате врвовите убаво, ги утуткувате, да не кажеме, или го нанесувате серумот по должината на краевите и така си легнувате да спиете. Што се случува утре дента? Не треба ништо да одмивате. Буквално ништо. Серумот е веќе впиен од вашата коса, косата изгледа поздраво, пожива е, едноставно е поубава. Само треба дополнително да ја стилизирате. Се што сте нанеле од ова, косата го има абсорбирано во текот на ноќта. Се будите со поубава и по-здрава коса. Тоа ви е една топла и искрена препорака за овој производ. Апропо нега на коса и третирање на сува и на оштетена коса, после се ова што ви го кажав, ова се моите два фаворити. Изборот е до вас, односно до вашиот џеб. Така да проверете што има, како има, убаво проверете ги производите, што ви ги препорачувам од срце и се надевам дека ќе имате поубави и поздрави коси, нема да сте пржлосани, нема да сте изгорени, нема да сте пеплосани. У индустријата забавина од мене, Сергеј, за денеска толку. Во делов за мода денеска, на ваше барање и на ваши прашања, ми наметнавте неколку имиња на инфлуенсерки, девојки, кои се бават со мода. Отворив неколку профили од нивните, денеска сакам да го погледам едниот кој ми се допадна на вистина. Ајде да видиме што имаме. Чак! Пуште. Девојчево се вика Марис. Мислам дека не е французинка за да се вика Марис, се вика Марија, предпоставувам, али тоа е некој уметничко име, немам, крштевајте се како сакате. Различна е од другите млади девојки, не зборам за вие поискусните, зборам за вие што ми се мене непознати апсолутно. Различна од другите заради тоа што многу добро се игра со колорот. Next. Одлични се комбинациите. Јас кога ќе видам боја, не сум човек тип што сака многу колор, јас кога ќе видам шаренило, мене некако како да ме напаѓа, драги гледачи, тоа шаренило, како да сум во џунгла. Со цвеќиња, со се сакам колор во природа, меѓутоа кај гардероба ми е некако сензитивна тема, она го игра тоа одлично. Одлична е розевата комбинација, одличен е мејкапот. Супер. Ја има она блогерска нота што ја имаат сите, меѓутоа одвојува по колорот. Повторно, одлично дело, со супер чизми, одлични се фотографиите, се гледа дека многу се труди, апропо контентот што го пласира. Тука се дрпнала. Тука од Хурем Султан. Наследство удзвони некој. Хуреме, страме. Молим. Не, ти не се секире. Не се секире. Не се секире. Не се секире.
Хурем се насекира, драги гледачи. Јас ќе се јавам на Северина да испее една песна за Хурем да се смири, пошто цело време ги крајате материјалите. Ало, Севе! Kao Hurem, ne dam nikom moj da dira, iz ljubavi niti iz hira. Фустанот е дрпнат, лоша боја, ните црвен, ните портокалов. Се гледаат лоши изработки, лош колор, она убаво се нашминкала, она убаво се тоа го замислила. Меѓутоа, вистинската прилика се нашол некој и ја упропастил, односно тука ја имаме веќе како она се замислила да изгледа, каде што фустанот е едитиран и изгледа скроз различно, изгледа добро, изгледа како дизајнерско парче, а не како украден Хурем султански материјал како што изгледа овдека. Колку е битно тоа што ќе го облечете да знаете и како да го направите да изгледа добро. Претходната фотографија изгледа скроз Хурем султански и дрпнато. Контентот на девојката, шала на страна, ми се допаѓа. Многу добро игра со колор, убави видеа прави, убаво ја продава приказката на инфлуенсерство на некој неизин својствен убав начин. Меѓутоа, нека ги избегнува тие елчипо моменти како што е тој фустан. Ја имаме овдека, например, овде изгледа супер. Со таа зелена коса, били сака многу зелени. Били сака многу зелени. Она изгледа топ, супер, изгледа како реклама од светска кампања. Одлична е со витканата коса, робичето тука малци е како чаршавче, меѓутоа одговара во концептот на природа. Косата е фантастична, дали перика, неизина коса не е битно на смевката, зрачи од убавина. И имаме уште атрактивна, фина линија на тело, кафенце, цуц, дзитче, чак позиче си направила, супер е косата. Тука драмата е во косата. Браво! Значи, ова е моje мислење за оваа девојка. Одиме во модни катастрофи, имаме уште една што треба да е битна и се бави со мода. Да видиме што имаме. Имаме некоја си инфлуенсерка, не знам како се вика, добила награда. И сега го погледав на девојче од претходно што коментирав и го гледам ова девојче што добило награда, а претходното што има сериозен контент, има убава содржина и многу се труди апропо фотографиите, мада имаше Хурем султански дрпнат фустан, ја имаме од друга страна, го имаме овој профил. Тај ми ги фотките од профилот. Јас тука, на овој профил, поготово колку фотки гледам тука, 1, 2, 3, 4, 5, 9 фотографии. Ја не гледам мода. Гледам, не знам шо гледам. На едната позира дзирка, на другата се вози на тротинет, на третата има дрпнат лош ајлайнер, на четвртата некој рачиња. На петата, она предогледало со некој поклон. На шестата, клакната укада се мачка со нешто, се тушира на пунета со пена. На другата, не знам што прави, се уличари. На петата се гледа во огледало, односно на која и да, и на последната со некој чантиче се држи за ова. Next. Што е ова? Сликала Кармин некој. Тама... Овдека нема ништо модно. Ова нема врска со мода. Може да има врска со некој вид на уметност, уметност е тежок збор, некој вид на самоизразување, следно. Може да има врска со приказка сама за себе, меѓутоа тука нема ништо модерно, ништо. Профилот е комплетно досаден. Скроз досаден и неинспиративен профил. Не го познам девојчето, не навлагам во тоа. Меѓутоа, она добила награда како инфлуенсер. Моден инфлуенсер. 50 прашалници ми никнаа на глава. Што е не е во ред со на манифестација од убавени здравје да и дадат награда? Ало, убавени здравје, кој ви е во жири? Ало. Well.
Кој ви ужири убавени здрави? Или Александар Наков, дрпнатиот така му текнало, да прогласи оваа за инфлуенсерка. Па не може така. Едноставно не може. Она не е инфлуенсер и нема ништо модерно. Убавени здрави, следниот пат кој ќе организирате настан, има луѓе, деца, машки, женски, кои многу се трудат да имаат добра содржина, добар контент, различен на нивните Инстаграм профили, кои мислам дека заслужуваат многу повеќе награди, отколку што сте дале награди на оваа девојка за мода која нема никаква врска со мода, него е модна, досадна, не е ни катастрофа, него едноставно е досадна, нема пострашно тоа да сте досадни. Толку за неј се. Одиме, што имаме следно за модни катастрофи. И драги гледачи, автошкола и она клакната на хауба. Значи, она е клакната на хауба, она направила застој, при тоа има снег у Минич. У Минич бела ролка дава поклон, поклон што има гарант е празен. Може да имаш рафцигер, може да има, како се вика тоа за меѓање гуми били. Клjuč ли се вика, со клjuč ли се менјаат гуми? Ти, Никола, како се вика тоа? Дигалка, драги гледачи, да нема. Ама некако вака ја држи млитаво. Драги гледачи, она изгледа, освен што е клакната на кола, со кук, на автошкола, сега, дали она возеше автомобил, па научи да вози, па и дадоа подарок. Дали е баба Мразица, премрзната у Минич, клакната на хауба исто така, у кутијата е празна, битно е, меѓутоа она толку ова го направила, ваква е, да она и навистина да има подарок. Ти имаш чувство дека она нема кејф, она како да нема живост во себе, она нема никаква енергија. Од 90-ти, 80-90-ти, камионџи, без, не ме сваќајте погрешно, не е дека ги подценувам, камионџи, механичари, тие што штрафат по подруми, по дупки, има вакви постери. Така да и предлагам јануар месец да си ги нареди бројките тука и да пак никој нема да го купи. У денешно време, со што сме 80-ти, оваа фотографија е пропаст. Next. Никола, те молам, Никола. Ево, се појави, слушаш, призовите, дрпната. Скроз. Се куца, драги гледачи, му рекав бело да се облече, а белиот дукс, некоја му го утуткала. Му викам, кај ти е белиот дукс? Он ми вика, тука ми е искалјан со пудра на перење. Некоја ваква, драги гледачи, го целивала, замислете, се дрпал со ваква, некоја го утуткала. Нашта личи ова, брате, свате, нашта личи. Устата што ја заглавила, тоа за вода ли? Ја пикнала у славин, у ауспух устата ли, И останала така. И плюс ја надолу фотошоп, али битно се држи за глава. Значи имаме проблем со главата. Ја боли глава, може да ја боли од устата што се заглавила, ко на Никола сега низ дупката да му искочи устата. Она да стај фантомката, устата ги искочи како катастрофа од мејкап, катастрофа едитирано. Еве Никола ќе даде вакцини, мада Никола мислам дека не би се ни приближил ни да ја вакцинира, би ја пуштил да шири вирус. И за тие локне Никола ќе ги дрпне. Значи Никола ќе ја вади од перика, ќе ги откорне Никола локните, ќе ја исправи фино косата, устата ќе ја смали, ќе ја избрише шминката. Сега што се случува од главата надолу, што е катастрофа. Што Никола, како Никола тука ќе интервенира, мислам дека ќе размести скроз. Прво носи леш, носи бунда. Не знам дали е вистинска или вештачка бунда. Ако е вистинска, тука мирише на успокоеност. Мирише на згазена мачка. Значи, самата фотографија алудира на еден таков момент. Деколтето грозно, потпри се препати. Деколтето грозно, превулгарно, има под бундата, што е бундосана, исто некој робиче, па каиш, па соланци, па нешто катастрофа. Next. Ај! Го држи тапираното, драги гледачи, да не падне фризурата.
Пак е устата као... Како се вика бе тоа? Кайли Дженер или бампер? Устата заглавена. Значи, што и да... Немам ништо против корекции естетски, против филери, што и да. Меѓутоа, кога изгледате вака, значи, изгледате како да сте сгрешени. И што е со косата, што е со рацете, што е со оваа дупка на фустанот овде. Модерни се тие фустани каде што има делови од телото каде што ви се голи. Ама тука ланецов као шаржер ли се вика тоа? Како се вика? Као да имало дум-дум метци, па ги испукала сите и останала таа тенекија. Катастрофа. Во делот за модни катастрофи... Ао, кој звони? Ало? Никола, пак ли мрити? Куца на телефон, чекај. Никола, те бара пак. Noće moje, moj si par, volim onu stvar što tvom licu daje slatku čar. За денеска толку. Се гледаме у следното издание. Поздрави се. Мафни им на луѓето. Чао. Еве мене во плакарот на Кека. Кека 100 пати се пресоблече, ја у истото робиче си останав цел месец. Што да преме, драги гледачи? Тоа е кому иде. Сега, повторно, заради тоа што е ладно, ќе ви дадам предлог како со джемпер, у наводници кажано, или со некои парчиња кои ги имате дома, а не знаете, или може би знаете како да ги изиграте да изгледаат добро, да направите еден добар winter атрактивен лук. Ајде да видиме. Што ви треба? Имаме тука сива, basic джемпер ролка. Имаме сиви панталони. Плюс машки. Уште по фора, ќе видим малку оверсайз. Ајде да видиме се ова како ќе стои на нејзе. Па прекрасно. Сиво, многу сакам. Сега, одлично стои тој джемпер. Супер се искомбинираа панталоните. Супер одговараат со такви чизмички. Ми фалат малку детали и едно шалче да се ушушка, да биде уште по-комодна. Да биде малку фешн, нели? И ќе го наметнеме шалот. Може и од една страна, може и да виси од другата страна, како сакате да го изиграте овој шал. И јас сиви комбинации во зима многу сакам, плюс сега си одговараме, фала Богу не се појавува никој. Одлично изгледа, одлична комбинација која што можете да изведете исто така, ова се вика комбинација тон на тон. Кога тоновите си одговараат и се врзани еден со друг, од секој тон имаме помалку, едино ланецот е блинг-блинг. Можете да го изведете у беж варијанта, у тегет варијанта, у бела варијанта и мислам дека ви е доволно за оваа зима варијанти. Имаме следно. Еве, промената во повторно еден зимски изглед. Добри хеланки. Чизмите се збез, драги гледачи. И добар, мекан, црвен джемпер, кој што ви е многу пријатен, може да и падне едно раменце, пошто Кека многу сака на едно рамо да и паѓа, а при тоа се осеќа многу добро, дури на моменти ми личи како на вистина да ја отиде во Аспен на скијање. Одличен изглед, можете да го изведете истото со сив джемпер, тегет, бел, зелен, каков и да е, само да е плетен, мислам на ова плетен, рачно плетен, ако имате рачно плетен уште побаво, и да е малку лабав околу вратот. Ајде да видиме што имаме. Последно денеска за Кека. Еве, во последна зимска варијанта. Ги оставивме црните хеланки доле. Горе имаме беж джемпер пончо, широк, со детали. Одлично, кои што одлично одговараат со чевлите. Јас не сакам многу комбинации кафено со црно, беж со црно, не е дека не одговара, во овој случај дефинитивно проаѓа, меѓутоа по ваш избор можете место хеланките да носите джинс, тесни фармерки, хулахопки, друг тип на хеланки или едноставно може да сте и голи со боси нозе, ако сте клакнати во некој хотел на некој чај или нешто и не ви пречи студеното. Го имаме овој детај,
у случај да ви задува, да ви засвири на уши, исто има детали на ги има исти детали на капулјачата. Одличен зимски изглед со едно парче, можете да го изиграте у неколку варијанти и секогаш да ви биде од корист, а при тоа да ви биде и топло, и комотно, и секогаш добро да изгледате. Од мене во плакарот на Кека за денеска толку. Се гледаме у наредното издание. Поздрав! Добре дојдовте во делот Q&A или Праше го Сергеј, каде што поставувате прашања на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Одговарам толку колку што можам. Сега, што имаме за денеска? Која по тебе е најдобро облечена жена? Од денешна дистанца не можам да одговорам на ова прашање, заради тоа што нема една најдобро облечена жена, дури ни на светско ниво. Имам многу омилени и инспиративни ликови, некои се починати, успокоени, некои се уште живи. Не можам да ја одговорам на прашањето, зашто не постои една жена што според мене е најдобро облечена. Кога ја стави првата тетоважа и дали беше со значење и колку тетоважи имаш? О, господе, првата тетоважа, о мај гад, ја имам ставено некаде втората половина на 90-ти години. И тоа не е со апарат за тетовирање, него е ставено со апарат за трајна шминка, што значи тоа дека е со оној апарат за цртање веги, усни и очи. Полу сам си ја направив, полу ми ја правеше друга личност, друга особа. Си ја носев долго време, дотетовиран сум пред некои 12 години, можда и повеќе. Не знам колку тетоважи имам многу, имам по рацете, рамењата, грбот, стомакот и други делови. Не ги знам по број, зашто не ги бројам, а какво значење имаат, па секоја има некакво си значење, меѓутоа генерално ме опишуваат мене. Што е најголемата резолуција за 2022 година? Многу работи. Кој ти е најдрагиот подарок кој си го добил? Не знам на каков подарок мислите, дали на сега, генерално, уопште во животот. Имам многу драги подароци, имам подароци од пријатели, имам подароци од родители, имам подароци од клиенти. И уште едно прашање, мислам дека е доволно за денеска. Дали имаш домашно милениче и што повеќе сакаш, куче или маче? Домашно милениче немам. Сакам многу животни, сакам и кучиња, сакам и мачиња, генерално многу повеќе сакам животни од луѓе, заради тоа што животните се такви какви што се, а луѓето се исто такви какви што се, во последно време малку и не луѓе. Немам домашно милениче од повеќе причини, заради тоа што не сум доволно одговорен за куче, а имам многу други глупости по дома, што мачка ќе ми ги сруши, а сум имал домашно милениче, сум имал и мачки, сум имал и папагали, сум имал и риби, и што и да е, и емотивно се врзувам со миленичиња и ми е престрашен моментот кога ќе се разволат или кога не им е добро и кога треба да се успокојат, нели? Па, такви работи. Сакам луѓе што чуваат исто така, нити куче, нити маче, сакам луѓе што чуваат гуштери, сакам луѓе што чуваат змии, сакам луѓе што имаат било каков однос према животните и ги третираат добро. Во делот на Q&A со мене за денеска толку. Ви благодарам и денеска на вниманието. Заследете ме на мојот Instagram профил и на профилот Сергеј Reinvented. Се гледаме за 7 дена. I wanna be loved by you. Ba-deedly-deedly-deedly-dum. Boop-boopy-doop.